Најубавата холивудска актерка Марго Роби го роди првото дете. Со сопругот Том Екерли, People имаат машко за кој уште не се знае името. Марго Роби и Том Екерли се запознале во 2013 година на снимањето на филмот Sweet Frances. Двојката се венчаше во 2016 година. Роби објави дека е бремена за време на одмор на езерото Комо во Италија. Една недела подоцна двојката се појави на Вимблдон. Една од најголемите музички легенди во минатиот век, заслужна за најголемите хитови на Ела Фицџералд, Френк Синатра, Майкл Джексон и Рей Чарлс, продуцентот Квинси Джонс почина на 91 годишна возраст во Лос Анџелес во својот дом опкружен со своето семејство. Неговата кариера траеше повеќе од 70 години со рекордни 80 номинации за Греми награди и 28 победи. Со текот на годините Джонс соработуваше со голем број светски познати звезди, меѓу кои Френк Синатра и Рей Чарлс, како и Майкл Джексон на легендарниот албум Трилер. Неговиот публицист Арнолд Робинсон ја сподели веста и му одаде почит на титанот на музичката индустрија. Вечерва со полни, но скршени срца мораме да ја споделиме веста за смртта на нашиот татко и брат Квинси Джонс. И додека ова е неверојатна загуба за нашето семејство, ние го славиме големиот живот што тој го живееше и знаеме дека никогаш нема да има друг како него, се навидува во соопштението. По успешната летна турнеја низ Балканот со настапи на 4 островски фестивали, и тоа фестивалот Там на островот Хвар, Зларин Стрит фестивал, фестивалот Марс на Блед и Ластово оток глазбе, музичкиот фестивал на Ластово, Дина Јашари продолжува понатаму со освојување на европските музички сцени. На 6 ноември Дина Јашари Трио ќе се представи со свој целовечерен концерт во познатата музичка концертна сала Палак Акрополис во Прага, како дел од премиерата на музичкиот документарен филм Ефтеркланг Македонијан бенд, каде и самата зазема учество. Дина Јашари Трио во Прага ќе настапат заедно со данскиот бенд Ефтеркланг, со кој ќе се обединат повторно на сцената по настапот на Дина и Ефтеркланг Македонијан бендот на отварањето на 21-то издание на фестивалот на европски филм Синедејс во јули годинава. Ден предходно триото ќе настапи во културниот центар во Крањ, Словенија, додека на 8 ноември новосадската публика ќе има можност да го проследи настапот на триото во необичниот простор на булевар Букс. Последниот настап на Дина Јашари во Скопје беше за време на фестивалот Прво па женско во Музеј на современа уметност на 1 јуни 2024 година, каде за прв пат го представи новото трио. Триото е во подготовка на новиот музички материјал кој во вид на албум е планиран да биде издаден некаде кон средината на 2025 година. Под мотото Месец на почини, ноември во Националната опера и балет ќе биде посветен на италијанскиот композитор Джакомо Пучини, со што ќе се одбележат 100 години од смртта на безвременскиот оперски мајстор. На 8 ноември со почеток во 20 часот на сцената на Националната опера и балет ќе се изведе ремек делото Боеми од Джакомо Пучини. Приказната за животот на љубовниците Родолфо и Мими ќе се изведе под диригентската палка на гостинот од Италија Маурицио Колосанти во режија на Дијан Прошев. Представата доловена преку масивната сценографија на Зора Николовски и колоритната костимографија на Марија Попучевска, концерт мајстор е Верица Ламбевска, хор мајстор Јасмина Ѓорѓевска и Ѓуркица Дашич. Настапуваат Доменико Менини од Италија, Анастасија Дорошенко Германија, Горан Начевски, Драган Ампов, Владимир Саздовски, Катерина Стојановска, Невен Силјановски, Борко Биџовски, Јане Донимагловски, Александар Никодиновски, Тихомир Јакимовски, Ема Гиновска во придружба на хорот и оркестерот на Национална опера и балет.